Во отсуство на обвинетите, основниот суд ги прогласи за виновни за тероризам и терористичка организација. 33-цата од 37-те обвинети за дводневната престрелка во Кумановското диво населје. Ослободителна пресуда добија четворица од обвинетите. Двегодишниот судски процес заврши со 7 казни за доживотен затвор. 13 осудени добија 40 години затвор, пошто ќе треба да бидат протерани од државата, додека останатите добија од 12 до 20 години затвор. Во меѓувреме, додека се чекаше читањето на пресудата, надвор пред Врховниот суд, каде што се одвиваше процесот, настана инцидент. Човек кој им приде на полицајците кои беа дел од обезбедувањето со сомнителен пакет беше приведен. Колеги, не натака, колеги! Но ниво судницата не беше мирна, затоа што обвинетите го бойкотираа читањето на пресудата. На самиот почеток, додека судијката ги прозиваше присутните, обвинетите станаа и почнаа да извикуваат: "Ние не сме терористи, ние сме УЧК." Терористите го нападнаа собранието. По ова судијката побара да бидат отстранети обвинетите, пошто медиумите можеа да ја снимат полупразната судница, каде што одбраната, големото полициско обезбедување, новинарите и дел од родините го слушаат целочасовното читање на пресудата. Одбраната беше изненадана од високите казни. Мислам дека само со таква една меѓународна истрага ќе може да се развие случај, бидејќи очигледно дека се автори, сценаристи на овој монтиран случај се тајните служби на Република Македонија. Тоа е повеќе од јасно. И затоа мислам дека постојат докази кај одредени структури, меѓутоа кои тие ги поседува не можеме поради посебните истражни мерки да го сега објасниме. Ние се надеваме дека по високите судови и посебно специјалното јавно обвинителство, кое што знаете дека и ние од страна на одбраната е поднесено барање за превземање на овој случај во понатамошните делови од постапката, посебно во второстепениот и во третостепениот суд, ќе докажеме дека не постои кривично дело тероризам и кривично дело терористичка организација. Роднините кои чекаа надвор не се согласуваат со пресудата. Читањето на пресудата се одвиваше под силни безбедносни мерки. Само во судницата и околу неа беа присутни на стотина припадници на Тигрита, единицата за брзо распоредување и посебната единица за поддршка.